Почитувани, двојното убиство во Велес е страшна трагедија, но уште пострашно е што денес зборуваме за животи што можеле да бидат спасени. Овој случај е јасен доказ за системски колапс на ВМРО ДПМНЕ и за институционалната незаинтересираност за граѓаните и заштита на жртвите на семејно насилство. Полицијата на Тошковски и Центарот за социјална работа не само што не си ја завршија својата работа, со својата негрижа овозможија насилството да ескалира до убиство. Сега веќе убиената Росица барала помош кога била тепана, кога имала закани, барала помош кога и била запалена колата, ама никој ништо не превземал. Полицијата на Тошковски била алармирана со повеќе пријави за закани, за физички напади, за палење на возилото, за кражба, но тие со прст не мрднале. Не издале забрана за приближување, не спровеле предистражна постапка, не обезбедиле заштитни мерки, не направиле ништо. Тоа е пропуст кој денес значи 2 загубени животи. За ова одговорноста мора да почне од првите луѓе на СВР Велес. Понатаму, Центарот за социјална работа не понудил никаква помош на жртвата, не спровел проценка на ризик, не ја сместил во безбедна куќа. Ја оставиле сама и незаштитена, иако опасноста била очигледна. Насилникот не бил третиран како високо ризично лице, иако заканите биле повторувани и сериозни. Ова е суровата реалност во Македонија денес со ВМРО ДПМНЕ. Институциите што треба да ги штитат граѓаните и жените потврлиле. Нивното молчење, нивната инертност и некоординираност ја чинеа Македонија уште еден фемицид. Оваа трагедија е институционален срам за кој мора да има одговорност. Бараме итна ревизија на случајот, одговорност и санкции за сите службеници кои што не постапиле. За живот се работи, одговорност мора да има.